Рачно насликани чаши, чини, торби, мајци. Се она што ни е потребно и што сакаме да го персонализираме, но и да дадеме поддршка на уметниците. Ова утро ќе ве запознаеме со уште еден уметник кој што твори и остава свој личен печат, токму на ваквите чаши и се она што може Наташа Игуменовска да го наслика рачно, со кое што во наредниве неколку минути ќе ве запознаеме со незината работа. Наташа, ќе ти посакам добро и убаво утро. Долги години се занимаваш со уметноста, односно уметноста е твојата професија, па така можеме да видиме најразлични предмети на кои што ти рачно сликаш. Кој беше предизвикот, Еве, за да почнеш покрај тоа што нели сликаш и на платно, црташ, да почнеш да ги правиш и овие прилови чаши, чини, торби, мајци? Па, предизвик е, секој нов медиум е предизвик. Искрено, прво почнав со платно, нели, како што секој почнува, па после тоа откриваш нови медиуми, нов начин да се изрази себе си. И некако порцеланот ми беше последен предизвик и кога прв пат кога пробав да работам на порцелан, малце пргав е. Не е како да работиш на платно, пошто лизгав е, нели, мазан е така, па искрено на почеток не бев ни сигурна дали воопшто ќе успеам, ама некако се роди таа љубов и еве сега веќе 3 години го работам ова. Да, богата е твојата колекција, нели, на она се што го имаш изработено во изминативе 3 години од предмети, од каде се црпи инспирација за создавање на нови дела? Од сегде, буквално од сегде, и од убаво, и од неубаво, и од природа, и од животни, и од сегде. Конкретно сега со порцеланиве некако поттик за да почнам да го работам ова ми беа некои детски мотиви, пошто сакам многу да работам за деца и со деца и се инспирирав доста и од цртани, па се инспирирам многу и од некоја фолклорна уметност, поготово тој скандинавски фолк арт или нашиот словенски фолк арт, што често знам да искористам некој паттерн, некоја шара, така да нема еден извор каде што се црпи енергија. Буквално се што не обкружува, све е инспирација. Така, тоа може да се забележи, нели, но сепак ти правиш и персонализирани, па доколку некој клиент сака, нели, да си нарача по своја волја, сепак може да ви се обратат, нели, да си нарачаат со тоа што тие сакаат да им биде насликано. Па да, генерално 50% е тоа што јас го работам, останатите 50% се нарачки по желба. Не знам дали некој цитат или некој лик од цртан филм, така да генерално тие персонализирани подароци одат по желба на купувачите. И јас го нудам тоа што го имам, што го правам, меѓутоа секако дека постои опција да се нарача нешто што во моментот го нема. Така, може да те исконтактираат, да те побараат. Колку на време е потребно да се направи, например, еден ваков тип на шулја кој што ќе ни служи за чај или пак за кафе, нели? Многу зависи од самиот дизајн, зависи колку слоеви има. Конкретно пример тоа со овие флорални мотиви, од прилика 1 сат, бидејќи оставам да се исуши, да се пече и сите тие ствари, со печењето одзема повеќе време, меѓутоа конкретно само за работа со тоа почекување да се исуши, би рекла 1 час. Пак ќе речам, зависи многу од дизајнот. Има некои покомплексни кои се работат, не знам, ликови од цртани филмови, малце повеќе од тоа, али генерално тука од час до 2 часа би рекла. Така, од кого добивате поддршка за сите овие години да творите, да создавате, да правите нови мотиви? Пред се од семејството, од најблиските, бидејќи тие ми беа потик да почнам со ова, бидејќи се колебав, па да почнам, па да не почнам, па доста ми е. И на крај сепак испадна, нели, како што испадна, тие се најголемата поддршка, сопругот би рекла најголема, бидејќи тоа е тој што прескокнува преку порцелани и бои, али генерално во секој случај на рачките и најчесто кога ќе ми пратат слика од детенце со неговиот персонализиран подарок, тоа ми е најголем мотив да продолжам понатаму да творам, нели, позитив.
Навистина ова е еден одличен подарок кој што мислам дека секој сака да го има, нели да си има едно персонализирано парче од кој што секојдневно ќе пие кафе, ќе пие чај или пак ќе јаде во чинијата или пак ќе пазарен или со турбата. Колку Наташа според тебе ве се дава поддршка на занајчиите, на уметниците, на рачните изработки кај нас во земјава? Па лично мое искуство е супер. До сега не сум имала период да стагнирам, период на стагнација, особено периодиве што се празнични, нели Божик, Нова година, 8 март, има доста нарачки, така да мислам дека има поддршка и мислам дека има менталитет кој што почитува уметност. Јас искрено сакам да те прашам и која беше инспирацијата за оваа прекрасна чаша која што го носи името на низе госпожа? Тоа беше поклон за мајка ми за 8 март, еден од првите дизајни. Нешто се зезавме и викам ти си госпожа. И викам ајде да пробам да направам таква шолја. И испадна хит, пошто таа е една од најпродаваните шоли најпродаваните дизајни што ги имам направено. После тоа се мајка и ќерка, што се годинашни дизајни. Али госпожата беше така спонтано уз муабет и испадна да се заљубат луѓе во неа. Наташа, ти благодарам за одвоеното време, ти посакувам успеси во иднина многу и уште многу нови дизајни да си имаш низ годината и секако да продолжи поддршката која што си ја добиваш. Ви благодарам многу. Фала ви за одвоеното време и стварно ми значи, ова е уште еден доказ за таа поддршка на таа рачна изработка и на уметност. Така да, супер, многу поминато време и фала ви на поканата.